културолошки е така, секојаш нели кога ќе отидеш кај баба, кај дедо ти вика јади бабе, касни дедо, касни. Тие работи мене повеќе ме плашат. Работите што не се зборуваат, бидејќи работите што не се зборуваат излегуваат сами. Во однос на зборувањето за чувства и емоции има еден момент на распленување, каде што можеш да се заборавиш и да станеш Достоевски, да нема потреба. Дај ми решение, знаеш. Или можеш да се заборавиш во филозофирање и да останеш таму. А во некои ситуации претходно сум собирал и излегувало на различен начин, на нервоза, па секој ми смета кога возам по улица. Никола, како си? Добар сум, Јорги, најаден сит некако. Баш сега некако знае, бидејќи еднаш сум ти гостувал дека ќе ме прашаш тоа и во меѓу период кога застанавме измеѓу нашиот неформален разговор, си размислав како сум на вистина, знаеш, бидејќи не чувствувам ништо, сум во некој регуларен тек и единствено нешто што ме поврзува е тоа дека сум најаден, знаеш, под сабајле јадев различна храна, дури граф стигнав да каснам, така што нешто што е типично за мене кога сум најаден да ми се побавни мисловни процеси, и освен ако не сум повикан вака во некоја улога, и тоа е мојот начин на компензирање на работите, знаеш, така надоместувам, така се смирувам, така зборувам за оние неповолни начини на компензирање, на смирување, и денеска без некоја посебна причина, само ради што имав на претек храна, само заради тоа јадев и сум сит онака. Да, тоа е интересно, бидејќи јас баш периодов исхраната ми една од работи кој што повеќе посветено гледам да не сум некој кој што може и мислам дека никогаш не би можел да бројам калории, макро, се, ама повеќе размислам колку само храната влијае на се што се случува и бидејќи поминав цела година, се посветив на физичкото здравје, секако со подкастов и ментално здравје, многу на поразличен начин сега го доживам, ама исхраната од секојаш ми беше баш ти што викаш некоја компензација за некои работи кои што ми се случуваат и сега конечно застанувам малце и подразмислувам. Има периоди кај што уште не знам, со години Кока-кола сум конзумирал некогаш ми се случувало по литр 2 на ден. Ама од кога почнав и неколку месеци немав пиено Кока-кола до пред некој ден. И сега последните неколку дена сум хаос. Пошто уште се немам вратено да се изрегулирам целиот тој. И мислам дека ќе ми треба неколку дена пак да се ставам во режим, нема шеќер, нема да пиеме Кока-кола или било каков газиран сок. И тоа е интересно како само функционира. Што можеш се ставаш во режим неколку месеци, не размислуваш за тоа, немаш проблеми, еднаш ќе направиш и тргнал возот. Да. Тргнал возот, нема застанување. А обично физички се дистанцираш така од Кока-кола, да кажем, или гледаш да се предизвикуваш, да ти е тука? Да? Па, искрено, не... Пошто знам дека постојат и двата концепта. Некои луѓе не можат ни да видат, а некои пак предизвики ме да биде тука, ама да не ја земе, да испие. Ја искрено ни тоа. Ја немам проблеми, например, Аманда, со нејзе не тераме заедно, ајде сега заедно укинуваме, не јадеме шеќери или не конзумираме никакви шеќери. Напротив, она сама за себе, например, ќе се одлучи, ако е дома, ја немам проблем со тоа да тоа секој се смеам со луѓе кои што ме знаат, дека ти си зависен од Кока-кола. Ја не би рекол завис, бишо стварно немам некаков проблем да кажеш тука и не можам или имам некои withdrawals, не знам на македонски како би било, кога не пијам, го немам тоа чувство дека не можам да функционирам или ми треба или неопходност или некој што те привлекува по секоја цена дека можеш да направиш. Така што за мене ни тоа. Можем и вака и така, не ми е проблем, нормално. Јас нема да купам, ама ако некој го конзумира во моја близина, немам никаков проблем. Да, што би се рекло, кога нема ни царот не јаде. Не пие во оваа ситуација. Да. Те прашав, знаеш зашто, ради што јас секогаш кога
тргнувам по моите работи што ми искушуваат, кекиритки е една од работите, можеби најизразена. Јас сум пробал и физички ги немам, и ако ги немам физички, штом го немам, не постои. А ако го имам, тогаш ми е во моментот кога ќе ми се пријаде кога и колку го пролонгирам. Знаеш, на свесно заборавање. Како заборавам дека постои, знам дека е тука негде, се до моментот на мини криза за спиење, мини криза од интензивна нервоза или мини криза од некоја здодевност, знаеш, бидејќи сум се сетил дека во одредени секвенци на денот, кога ми е здодевно, прибегнувам во јадење. Да. Ме разбираш во која смисла, така што и тука има нешто. Да, па јас се сеќавам, знам дека татко ми цел живот до растев пушеше цигари. И во еден момент, не знам, имаше операција на зап нешто, па мораше во болница и нормално во болница кога си, ако не излезеш надвор, не можеш да пушиш внатре. Да. И од тогаш што нема пушено цигари, тоа што тој го направи, секојаш кога помислил дека окей, дали му е здодевно, дали му треба бомбона во устат. И замена. И така, например, ја размислам за тоа, јас така се фаќам можеби не со храна, туку баш тоа што зборавме пред да почнеме со снимање, каква содржина конзумирам, што правам кога ми е здодевно, пуштам YouTube, пуштам Netflix и нонстоп го правам тоа кога немам што да правам, кога ми е здодевно. И често се фаќам, не секогаш успешно, повеќе пати неуспешно отколку успешно, често се фаќам да размислам за тоа и некогаш ќе излезам ки истрчам или ќе идам ќе прошетам само, не знам, ќе идам до продавница. Не мора ништо да купам нешто повеќе, ама нема да пуштам ново видео на YouTube или нова епизода од некоја серија што гледам. Тоа ми е кај мене, можеби не толку исхраната колку што некојаш да излезеш. Да направам некоја дистракција, нешто да гледам нешто, да не биде, што знаеш, досадноста е добра, тоа го знам во теорија, ама кога сум соочен со неизе, многу е тешко да бидеш сам со своите мисли. Да, се сложувам. И тоа е веројатно и на долги стази е многу битно, бидејќи ние знаеме се автоматизираме и автоматскиот одговор е да го чепнам телефонот кога ми е здодевно, да уклучам Netflix. Исто така кога ми е празно или здодевно. И она што го викаш ти дека ете во моментот кога затоа реков одстапувам или се стимулирам, тогаш ги повикувам моите снаги. Не само не квалитетите, туку снагите. Дека еве тргам кон нешто друго. Тоа е исто како возрасен човек над 80 години, за да си продолжи својот век, да слегува и да се качува по скали за до продавница за по една намирница. Значи, тоа е екстра мотив. Бидејќи човекот секогаш во секој период ќе прибегне, не дека сега ние имаме начини, ако исто било во 90-та година, можеш да прибегнеш кон решавање на крстозборки. Ако исто е во 1900 година, можеш да прибегнеш кон свирење на шупелката, додека ги пасиш овците. Или можеш да прибегнеш кон деење во празно, или во што и да е. Значи, пишување, читање книга, што и да е. Повеќе зборувам од аспект на дека ќе прибегнеш сега кон нешто што ти е достапно. Дека човекот кој што немал телефон, а бил на ридот со овците во 1850 година, му текнало дека во моментов кога ми е досадно ќе свирам на шупелкава, што си ја изделкав сам. Знаеш, во таква смисла. Или на Ковачов, наместо сега ќе одморам, нема да чукам малку, па ќе разговарам со мајсториве исто, или ништо ќе бдеам така, во таа смисла. Така што сега ќе се појави нешто, поентата е понекогаш барем во денот да го бираме што е тоа што го ограничуваме. Јас секогаш сум рекол дека храната е последно место на чистилиште кај мене, кое што за сите работи кои што сум ги сработил досега, не викам ефикасно или не ги мерам, туку само сум ги сработил во однос на менталниот дел, во однос на животниот, развојниот, социјалниот аспект.
дека храната секогаш сум ја пролонгирал, прво ради што ми било задоволство, второ ради што сум така задоен, во смисло што мал ме преадувале кај што јас сум немал контрола на тоа нешто, трето ради што културолошки е така, секогаш нели кога ќе отидеш кај баба, кај дедо ти вика јади бабе, касни дедо, касни. И околу тоа се вртело. Трето, домашните се радувале кога дете јаде, домашните се радуваат. Јас сум бил изеслија што на архаичност знаеме да кажеме, во смисла стрвло. И сум си јадел и кога сум ја гледал одобрувањето, кога сум го гледал одобрувањето на другите. Да, стимулира, така што сега гледам да се саморегулирам за да стигнам до момент да се регулирам. Да, тоа е интересно, веќе сите тоа што кажав за мене може не е храната, ама е окей, што ќе конзумирам, дали ќе слушам нешто, ќе гледам нешто. Сите имаме нешто такво кое што ни представува не може би е проблем, туку е предизвик. Да. Кој што знаеш, во одредени мери е здраво и е потребно. Исхраната е потребна. Пак гледањето работи, слушањето нови, па и содржини, што и да е, некојаш тоа ти е потребно. Да. Ти треба да се одмориш, треба да научиш нешто. Ама претерувањето е нешто што не прави да зависиме на некој начин од целта. Тоа ако не знам, ја имам проблем со спиење, кај што со години, уште као мален, не се сеќавам кога последен пат сум заспал, без да гледам нешто, или без да слушам нешто. Да. И без разлика што ми се случувало некојаш, ја во кревет сум, го пуштам лаптопот и станувам, следно нешто што се сеќавам дека сум станат од сабајле, видеото никогаш не било почнато, ама ја морав да го направам тоа лаптопот до мене да биде, за да биде а јас сум уморен. Ама тие тоа се навиките. Тоа се навиките. Знаеш, не споредувам, само го носам како момент дека концепирањето на воениот рок на 6 месеци е заради да стане трајна навика. Трајна навика е во момент кога нешто репетитивно се повторува подолго од 2 недели е краткотрајна навика, а долготрајна навика е подолго од 6 месеци. Не значи дека апсолутно или секогаш е така, знаеш, да не биде ова ChatGPT метод дека секогаш е така и никогаш поинаку, туку во најголем број од случаевите е дека 6 месеци ако правиш едно нешто, станеш од сабајле, прво застанеш пред огледало, измиеш лице, па почнеш да се бришиш, дека после тебе не ти наложува мозоков, туку ти се движи механички раката кон следниот тек, како што викаш дека станувам и уклучувам ова. И стварно треба период. Знаеш, оно што сум го навикнал како метода да станам од сабајле и да се истегнувам, никогаш не сум го правил како дете. Ми требало голем труд за да го навикнам, арно морало да биде тука и бенефитот, нештото што сум го добил јас, дека ми било поубаво на телото, дека сум се чувствувал поенергично и на тоа секогаш е битно да се навраќам, бидејќи јас кога работам пример со луѓе кои што имаат блага зависност или бидејќи не сум работел со тешки зависници, но или имаат некоја долготрајна навика која што не е поволна по нивното здравје без разлика дали физички или ментално, секогаш ги прашувам што е она на кое што не сакаш да се вратиш. Значи го имаме сите тој момент. Од типот на не сакам да се вратам пак да имам 110 кила. Не сакам да се вратам на таа болка во желудникот. Знаеш, не сакам да се вратам на константната измореност која што ја имав додека јадев секоја вечер кикиритки, станував изморен од спиење. Така што сите имаме нешто кон кое што не сакаме да се вратиме. Тоа исто, знаеш, како што Чехов пишува во еден расказ дека човекот кој што бега човеков од место во кое што е рударско и работат сите негови војковци, чичковци, роднини во рудник и излегува од местово, почнува да учи, сваќа дека учењето му придонесува не само за неговиот развој, туку и никогаш да не се врати до таму каде што го гледал и каде што му бил следниот чекор, ако остане, дека ќе биде таму. Така што и тука има нешто и
многу е добро што ги говориме овие ребати, од аспект дека првото сочување со менталното здравје и со моментот на трансформација е кога ќе ги признаеме работите, тогаш се соочуваме и веќе почнуваат да се менуваат. Знаеш, како еднаш од како ќе се испее песната, вториото пеење нема биде исто, ќе биде реплика или ќе биде поинаку испеено, ама дека со самото кажување тргнуваат да се менуваат работите. Секогаш со надеж кон подобрување. Да, тоа е интересно бидејќи знаеш, ти можеби да ќе размислуваш тие работи, свесен за тие си за тоа што правиш и во која ситуација си, може и знаеш дека не сакаш да бидеш во таа ситуација, ама седор не се кажат гласно, седор, па макар и сам на себе да го кажеш гласно, да го пуштиш у етер, пошто некој се случува, не знам, ситуација имаш било каде во животот, која ќе ја кажеш на глас или по на другиот, без разлика тие што ќе кажат, само до тоа што ти ќе слушнеш што си кажал, дека чекај бе, јас стварно ова ситуација што се, значи стварно е за никаде. Да. И тука тој момент кај што ќе си признаеме сами на себе, што знаеш некојаш ми се случувало, окей, јас сум свесен за се тоа, ама никогаш го немам кажано на глас. Па тука се залажуваме во тој момент, бидејќи вака е ехо. Знаеш, се одбива од зидовите, не секогаш не мора се одбие од тебе. Да. Повеќе се одбива до мене ако ти молчиш и ме слушаш. Знаеш, тоа е психолошкиот или терапевскиот феномен, дека јас кога молчам и кога не знае клиентот што ќе добие од мене, тогаш неговите зборови се одбиваат во него целосно. И во неговата глава, и во неговата душа, и во неговото тело, во се. Истото и со нас. Ние константно се залажуваме, веќе лагата не е небулоза која што ние ја користиме само како фраза, туку момент кој што за да продолжи нештото е неопходен, како што за неубавите работи е неопходно се залажуваме за да продолжиме, гледаме дека стварно е катастрофа, мора да се извлечиме од таа катастрофа, не знаеме во тој момент како мора да се залажуваме. И тогаш е поволно. Но има ситуации кога стварно си правиме штета и се залажуваме со само до тоа што се толерираме. Знаеш, бидејќи во секој концепт се бара родителите да се толерантни. Заради надминување. И ние, бидејќи на единка ти е потребна таа толеранција, да не биде разгалена толеранција до безкрај, таа толеранција со граница е поволна за да може да се смени. Истото е и кај нас. Ако ние почнуваме се осудуваме, тогаш уште толку од друг аспект се залажуваме и продолжуваме да го правиме истото. Сега, знаеш, затоа и во религиски е поставено дека Господ е милостив, знаеш, дека заради што дава простор самото време да ние се промениме и да си речеме дека ова е вака и дека може и да не биде така, ама мораме да тргнеме. Да, тие се некои моменти кои што мораме да ги направиме, бидејќи знаеш некојаш она концептна која ја претходна година доста тешка и од неколку различни аспекти и сватив дека не можеме само да преминеме преку тоа. Да. Треба да поминем низ тоа, за да можам јас да на крај од сето тоа да излезам од таму кај што не сакам да бидам. Ама ако јас само преминам преку тоа, ние немаме разговор ако ти си ме повредил, вика окей, ќе средиме. Ја и ти нема никогаш пак да можеме да бидеме пријатели. Да. Ама кога ќе преминеме преку тоа, ќе ги искусиме и сите и чувства и емоции, и ќе си признаеме на себе и ние што сме направили, што другите ни направиле, што треба ние сами за себе да се простиме, што треба на другите да им простиме. Тогаш ние имаме шанса да преминеме преку тоа. Пошто тука е тој момент, знаеш, некој ше окей, get over it. Прво да го изградиме мостот, па да преминеме преку реката. Не може да се обидеме да скокаме. Може би на моменти кога сме горе ќе се почувствува окей, готово сме го надминале, тоа не ни е проблем, но кога ќе паднеш доле у водата, саѓаш дека
пак истото продолжува да ти се случува. И тие се некои, знаеш, не знам, некојаш оние празни флоскули, клишеа кои што вртат и по социјални медиуми и по разговори некојаш. Ние мораме да ги чувствуваме тие емоции, мораме да бидеме искрени што се случува, без разлика колку и да биде таа вистина тешка. И тука е и не зборевме и пред кога се договаравме, ајде што ќе збориме ноември сме, акцентот е ударен на машко ментално здравје и сите. И убаво е тоа што се поеќе и по социјални медиуми, и по луѓе, и гледаш мустаки имаат. Убаво и еве, баш сега кога зборам, ова може би еден од најголемите проблеми, барем ја кој што го имам приметено е, дека мажите ние не сме научени да ги чувствуваме тие чувства. Да поминеме низ тоа што ни се случува, да зборуваме за тоа и да си признаеме некојаш кога, окей, не сме доволно силни. Не можеме да направиме тоа сами, или пак можеме, ама постои пат, постои како. И тие се баш, да, сега размислувајќи за тоа, самиот се навраќам за себе, каде сум бил пред 4-5 години, пред да и како размислуваш, како си научен, како си растен, каде сум сега, поготоа е последните 2 години интензивно и со подкастов, и со работа на себе, и со работа со други. Гледаш колку само голема разлика има кога ќе си признаеш, окей. Да. Не сум добро. Не ми е секој што треба. Ова ми се случува. И многу е полесно после тоа, не велам дека процесот е лесен, напротив мислам дека е тежок. Ама пак си даваш сам на себе шанса за да излезеш од тоа. Испливување, ради што, знаеш, мора да се преплива реката или да се преплива езерото, уште ми стои таа метафора дека можеш да останеш одреден период со нозете во тиња. И тоа е некогаш неопходно. Некогаш мораш да завеслаш посилно или да замавнеш со рацете, со нозете, за да испливаш посилно од матната вода. Но некако целиот тек е таков и можеби емоционално не остануваме толку мажите во одредени емоционални состојби, бидејќи низ долг тек на биле создатели на живењето, каде што жената од дома го согледува светот и морала да го одржи, што е била најбитна функција, но мажот надвор доаѓал и градел една слика на го носел фактички целото општество дома. И сега ако, не знам, за да се роди дете, мора да помине низ да стои првично во водава, па да не може да се прескокнат чекорите, како што во цела природа, во цела биологија тоа. Мора да поминат тие недели, мора да поминат тие 9 месеци, па за да дојде на свет, кај мажот тоа доаѓало многу побрзо, бидејќи тој транзитирал, одел надвор дома, ја гледал женава да се менува, ама никогаш не го чувствувал тоа. И некако јас така ја поставувам таа теза дека од тука почнува стартниот дел, знаеш, дека морал да се справува повеќе со надворешни решенија, затоа развивал механика, затоа развивал логика, затоа развивал расудување, затоа развивал општествено политичко размислување, затоа развивал некоја манипулативност, затоа развивал момент на ловење или на предаторство. Само заради тоа што не можел да остане со работиве и ги прескокнувал. И тоа уште некаде во нас живее, знаеш, бидејќи скоро на една представа кога се размислав, за Втора светска војна беше представа, и си велам, гледај колку се зборувало во 70-тите, 60-тите години за Втора светска војна. А како сега не се зборува пример за конфликти кои што беа скоро пред војната во Босна, расцепот на Југославија, војната во 2001, значи се уште не само што не се надминати, туку и некаде затишено се трансформирани и има некој целовит одговор најдено, знаеш, бидејќи
тргнав од тоа да си запишувам дека тоа што не ни е доближено, дека не ни се пишува за него. Знаеш, дека се прескокнува само. И тие работи мене повеќе ме плашат. Работите што не се зборуваат, бидејќи работите што не се зборуваат излегуваат сами. Знаеш, тоа што се пресира, тоа што се потиснува, не знаеме кај ќе избие. Ако ја затнам јас водава од тука, може да избие од другава страна. А ако ја пуштам вака малку да тече, да прокапува, знам дека од тука. За сега немаме силата, знаеш, во смисла дека некои работи прават домино ефект, како што, не знам, геноцидот во Газа и цела пресија таму ќе направи некаде декомпресија на некое друго место. Војната во Украина исто, некоја друга декомпресија ќе направи што барем јас, не знам од каде ќе биде сето тоа, но сепак моментот е исто и во машкото здравје, каде што ние многу често потиснуваме нешто во име на нешто друго, за да тоа избие на некое друго место. Да, тоа е она кај што ја попрво тоа го видов со Аманда, многу зборувавме во текот на цела наша врска и се уште го зборуваме тоа, многу е подобро ние да се караме, да имаме конфликт и отколку се да ни биде супер. Да. Кога да потиснуваат? Да, бидејќи ние си имаме, си имаме представа се е супер, и јас сам во себе си се нервирам за тоа што еве можеби оно ми го има направено, ама го немам кажано тоа. Она истото го прави и ние ќе дојдеш во ситуација после неколку години да буквално на цела врска експлодира, така? Да. А вака кога имаме не е работа нонстоп да се караме, нонстоп да бидеме во конфликт, ама ако ги имаме тие конфликти, добре уште зборуваме еден со друг, сме искрени. Да. И тука е оној момент каде што, нели, многу често се случува, не знам, поготово кога се случуваат големи трагедии, некој нешто ќе направи, дали ќе се самоубие или ќе земе и ќе убие неколку луѓе, и па добар човек, добра личност, никогаш немаше ништо лошо направено, не зборуваше многу, па најчесто од таму доаѓа, така? Мирна вода брекрони, не знаеш каде ќе продире. Водата е толку, затоа се со течение, знаеш, зборот е тек. Реченица, река, реченица, знаеш. На старословенски, нели, реч. И сега моментот е, не случајни се некои поговорки. Некои поговорки дадека многу не стереотипизираат, само вака и никако поинаку, ама знаеш, во оваа ситуација за мене е применливо многу овој дел, кој што вика мирна вода брег рони. Стварно не знаеш од каде ќе се ми доаѓа да го кажам зборов процури, да иако е мајсторски. Протече. да протече, да и пронидри, да излезе од некоја позадина. Така што во таа смисла има контраефект, бидејќи не знаеме каде ќе избие, па ќе кажам во однос на тој дел. Да. И многу е тешко бидејќи, знаеш, поготово кога станува збор за некои вакви работи, се нема искрен разговор, поготово и да не идеме во јавност и се тоа туку помеѓу нас, например, имаш група од, не знам, 5-6 мажи, најдобри пријатели, не зборуваме за вакви работи. Или пак луѓе кои што се постари, родители, ги немаме тие, ја немаме таа, можеби и навика и култура поеќе валја по природа да зборуваме за тие работи, да кажем чекаве, тешко е. Еве ја пак се враќам на личен пример. Да стапиш во брак со некој е многу тешко. И не сваќаш дека уствари првата година нас не е премногу тешко ама никој тоа не ти го се барате, знаеш, тоа е и затоа и знам дека во западните говори има поговорка, сега скоро и мене така ми честита, да не ви секне муабетот, секогаш да ви тече муабетот, стварно да си имате не мора да е секогаш разбирачка, туку да има муабет, и ти што викаш ти и да е конфликт, и да е кавга, и да е расправија, пак тече. Да. Знаеш, тече, може сега заматено водава, ама тече.
Битно е да не се затне. Да. Така што во однос на тој дел знаеш, попусто можеби ќе кажам дека е многу битно да се разговара, колку што е значање да разговараме, да тргнеме од негде. И во однос на пријателите, знаеш, да не ги памтиме работите кои што треба да ги кажеме, туку да ги кажеме на соодветен начин, но сето тоа е од моментот што се прескокнало. Знаеш, еднаш ако прескокнам, потешко ми да кажам. Ако една година не ти честитам роден ден, после следната ми е потешко да фатам тека. Ако секоја година ти честитам, сум навикнат и го правам тоа. И тоа можеби на истиот начин се јавувам. Или можеби на истиот начин и ти пишувам. Но сепак го има моментот на таа несвесна навика која што се е за сите работи. Истото и за тоа, знаеш, претходната генерација правела не вајде, вие сте машки, сега ми дојде муабетов од мајка ми. Шо има да правите муабети за се и се што, за како би било со девојките, со едно со друго. Вие сте машки, никогаш јас не сум слушнала татко ти да зборуваат за такви работи. Но сепак си велам, јас мораше да се помине низ тоа, морав да поминам со другарите, па за да знам што сум претерал, што не, знаеш, бидејќи не велам дека не сме задлабочувале или правеле повеќе муабети од колку што треба. Тоа е веројатно и таа друга крајност од која што бегале претходните генерации. Знаеш, бидејќи во однос на зборувањето за чувства и емоции има еден момент на расплинување. Каде што можеш да се заборавиш и да станеш Достоевски, да нема потреба. Дај ми решение, знаеш. Или можеш да се заборавиш во филозофирање и да останеш таму. Некаде, да понираш, цело време да бидеш во некоја рефлексија на работите, каде што само ринкаш. И тоа било привилегија за аристократијата некојаш. Знаеш, бидејќи кај Фройд на терапија оделе само секој преку еден ден оделе луѓе кои што не работеле, бидејќи морало да не работиш, инаку ако си во рудник, не можеш ти секој ден да отидеш на терапија, значи била привилегија за богатите. И истото и во овој дел. Ако јас зборувам цело време за тоа како се чувствувам, ќе ми останат садовите немиени. Или машината не уклучена. Не па работата што ми е. Тоа е едната крајност, но во секој случај, во моментот кој што го ставаме на маса, е значајно да се видиме каде сме. Да, и тоа е интересно и баш некојаш размислувам, бидејќи нели на подкастот обработуваме доста различни теми и некојаш и самиот за себе разбирам колку само и јас сум привилегиран да можеме да ги имаме овие разговори. И ова да го работам, например. Ова да ми е оно што, ова ми е, не морам да одам да работам некоја тешка физичка работа, туку ова е тоа. И некојаш се ставам во позиција, многу е потешко за некој кој што мора да оди да работи тешка физичка работа, да работи не 8 сати, 15 сати на ден некојаш, некој неколку работи. И нормално кога ќе дојде дома нема сила да зборува или да кажу како му е, едноставно сам да легнам и тоа и тоа е моментот. Контекстот ги менувам некојаш, туку секојаш работите и во однос на тој дел пак има некој момент на пристап, знаеш, додека го зборувам ова, си размислувам дека можеш ти во еден меѓу период како што работиш да кажеш за фрканција, можеш да си подсвирнуваш, можеш да подпевнуваш паралелно со тој дел. И од тука да тргнеш кон работите, но во голема мера мислам дека сепак, знаеш, работите ни даваат одредена улога во која што влегуваме и што е соодветно и што не е соодветно. Знаеш, не може доктор ортопед да гледа скршеница на нога и да прави да се свирка и да подпевнува од друга страна. Не може рудник рудар кој што едва осветлува со челната ламба да кажува за фрканци, бидејќи не ги гледа другиве што се околу него. И тие работи влијаат и тоа како. Да. Сега те прашам една од работите кои што
мислам дека е можеби и оние работи кои што се многу тешки да се направат за еден маж е да биде ранлив. И бидејќи нели тоа се гледа како некоја слабост. И тоа не само слабост која што ти ќе ја видиш кај мене, не биде слаб, туку се гледа и од спротивниот пол. Бидејќи колку и да, знаеш, да зборуваме за тоа, некојаш и очекување е да ти бидеш тој силниот, поготово кога станува збор за ако зборуваме за партнерски однос или за семеен, окей, од тебе се очекува ти да бидеш тоа. Тоа мислам на кратко со Аманда баш тоа го зборевме кај што окей, дур не почнавме да бидеме заедно и да во брак, она има други очекувања, ја имам други очекувања. Сега кога сме заедно, таа се менува и јас се менувам и улогите се обидуваме да си ги дознаеме кој што ќе прави. Ама колку е тешко само да се биде, да се покаже таа ранливост кога знаеш дека можеш да бидеш осуден и од твоите блиски другари, родител, татко, браќа, ама и од другиот пол, кој што од тебе очекува ти да бидеш тој силниот кој што ќе се грижи за нив, ќе биде таму, ќе биде нон-стоп силен, ќе provide, не ми текна се. Да, провайдер ќе открива, ќе носи. Да. Колку е тешко да се биде ранлив и како е еден човек да биде ранлив? Кои се некои според тебе? Да, пак се различни контекстите во однос на партнерскиот однос, само заради балансот е таа издржливост, дека мора да поминеме. Пак се враќаме на тоа место, дека мора да поминеме заедно. И ранливоста не се покажува заради издржливоста. Но сета среќа дека сега општествено и жените се менуваат во премногу во однос на тоа дека дозволуваат на мажите да бидат ранливи и да видат дека тоа не е страшно и дека има различни типови на ранливост, дека јас може емоционално да не покажам ништо, ама да ја прокоцкам цела куќа. Знаеш, и тоа е ранливост. Да. Џабе јас не ја покажувам ранливоста кога ја демонстрирам на дело. Џабе јас не ја покажувам ранливост, тагата да се исплачам кога ќе се опијанам, кршам се дома. Џабе јас не ја покажувам ранливоста да кажам дека нешто не можам или нешто премногу ми е страв да одстапам, да го дочекам одговорот или да исчекорам во некој бизнис план или некој животен план, кога за сметка на тоа сум константно нервозен и не може ништо да ми се кажи и да прифатам. И не па да бидам критикуван. Џабе јас кажувам дека сум нема да кажам дека сум немотивиран, арно ама ќе бидам летаргичен и по цел ден ќе вртам прва, втора, трета, четврта, петта на телевизорот. Џабе јас ќе кажам, нема да кажам дека не сум реализиран, ама ќе зборувам за тоа дека можев да бидам успешен кошаркар, ама ми се свитка глуждот. Знаеш, и тие се крајностите кои што во сегашно време, мојот впечаток е дека се расчленуваат. Знаеш, бидејќи и тоа е концепт. Како ние ќе гледаме на ранливоста? Што се смета за ранливост? До која мера е соодветна, до која мера не е соодветна? Која ранливост можам да ја прифатам? Знаеш, ако партнерката има сигурноста дека знам јас, откако ќе се исплаче, дека после може многу да износи, бидејќи акумулирал многу, знаеш, може да биде тоа. Сум слушал многу различни животни приказни како терапевт, сум гледал во реален сетинг, сум помагал ваму таму онаму, сум бил на места каде што имало незгоди и сум акумулирал многу. И морам да се испразнам некако, знаеш. И сега ако јас го одберам начинот што и за мене е еден од начините да бидам тажен, да уклучам музика или да исплачам, или кога ќе добијам некоја потврда, кога вереницата ќе ми каже дека ова го правам за тебе, пред да ти правам ручек, не да сум се имам исплачено, се имам макнато од земја, арно, после пак го редефинирам или го зголемувам вакуум просторов за да можам да абсорбирам, да акумулирам. Нам
А во некои ситуации претходно сум собирал и излегувало на различен начин, на нервоза, па секој ми смета кога возам по улица, било дали со велосипед или со кола, па јала некој нека ми каже нешто, па ако изгубим мојов тим во кошарка, цела вечер сум нервозен. Цела вечер, не само што сум нервозен, од души ми излегува. Така што сепак гледам на тој дел дека ранливоста е многу битно да се редефинира. Што е ранливост? Дека многу е битно да знаеш, да се покаже за да се залечи. Знаеш, бидејќи ако имаш осекотина овде ти и не ја покажеш, јас може веќе те преврзувам ваму. Или ваму на раката. Прво нешто е диагностика, прво нешто е локализација. Каде е повредениот? На средноводно. Второ нешто е диагностика. Каде си повреден? После е санитација. После тоа е без разлика дали имобилизација или што и да е. Така што моја препорака е да се тргнува од таму, од моментот на дека сега па тоа е општествениот момент, дека за еден маж да биде прифатен слабоста уште од најмали години се дефинирала како, или ранливоста се дефинирала како неможност да биде дел од групата, знаеш, бидејќи мора да ја износи групата, мора да ја износи тежината на фирмата понатаму, тежината на фабриката, тежината на одредот, тежината на единицата, полициска единица, пожарникарска единица, на што и да е. И затоа не смее да подклекне. Но знаеме сите дека во моментот кога ние акумулираме, може да бидеме најсилни. Знаеш, ако се случи некој несакан настан, јас сум тоаш многу мобилен, многу присебен. Ама после тоа ми доаѓа. Знаеш, ако ми се случи мене животна криза, јас сум тоаш многу присебен. Ама после тоа ми доаѓа. Ако ми се случи загуба, јас сум тоаш многу присебен. Ама после тоа ми доаѓа и ме акнува од земја. Во тој момент каде застанувам за да ја покажам ранливоста, бидејќи ранливоста е местото од каде да почнам. Односно, од каде да продолжам. И, знаеш, кога пак не може да се избегне тоа дека кога машко плаче во деление, му викаат шо плачеш? Знаеш, немој бе да плачеш, машко си, не плачи, машко си, ајде, глупости да плачеш. Но тоа е барање на одговорот. Знаеш, подобро е, не можеме да мериме, но најлошо е да се смрзне, да нема одговор. Зошто? Ради што тоа си блокиран, не работи системот. Замрзнате. Нема против одговор. Нема механизми. А кога има некој одговор, плачењето е израз на незадоволство. Израз, зборуваме во рана возраст, израз на барање на одговор, израз на тага дека нешто губам или дека нешто немам или дека нешто не знам. И сето тоа се пресликува општествено после тоа. Знаеш, дека ти падна на тестов, на мангуплуков, на фрајлерлуков, дека не можеш да го фатиш веќе текот на работите, ради што ти чим подклекна новој тест, каде си на другиот тест на издржливост. Бидејќи некако во таа мера се смета дека кога еднаш ќе паднеш или ќе се расплачеш, дека не можеш да се вратиш после да продолжиш да играш. Знаеш, ако не знам, фудбалерот промаши пенал и се тргне настрана и плаче, и после тоа не може да се врати и да продолжи да игра и да даде гол на друг начин. Туку толку плаче и тој е поразен. Тоа е, ова е сосема хипотетичка претпоставка, но, знаеш, пак некој, веројатно, воинствен дух, бидејќи војни има уште од пред 10.000 години. И сега, ако еднаш подклекне војнов или војников и го убијат, не може да се врати на војново поле.
и од таму е нештото. Арно, ако го ранат, може да се врати на војното поле, откако ќе ја опорави раната. Сега, некако мојот впечаток во мирнодопски услови е дека секој ден е нова шанса и дека секој ден можеме да се рехабилитираме. И дека секој ден можеме да ја покажеме раната, знаеш. Во основа привлечноста за еден маж е како ќе ја носи раната, знаеш, бидејќи сети се ти во средна школа јас од душа чекав да скршам рака за да бидам привлечен кај девојките. Заради што? Ради што се носам со ракава, не е ништо, знаеш. Се плашев да не скршам нога, бидејќи тоа можеше подолгорочни исходи да има или знаеш, но сам да ти кажам дека некоја ранливост е дозволена или да кривиш од искривен глуш, тоа е поволност. Ствара привлечност. Знаеш, можеби некој нема се сложи и потта е привлечна за жените. Ова е и научно и што ми го пренеле. Знаеш, бидејќи тоа лачи феромони на некој начин и доближува, дека може да се носи, може да си дозволи. Поентата е колку ние ќе си дозволиме, колку ќе си дозволиме да бидеме ранити. Да, не, има моменти кои што не знам, мене ми текнува, има проблеми со зъбите цел живот. И дојде момент пред некои 5 години кај што консултација со теткари кој што е заболекар, вика ние можеме да ги не знам, пломба таму ваму, ама решението да ги извадиме сите. И ја у тој момент сум као, окей, крај, завршува, ја 20 години имам, без заби ќе видам. И уствари, помина неколку месеци, на секој неколку дена ми ваде неколку заби, ја неколку месеци бев скроз без заби. Ама немам ништо, освен неколку заби кои што останаа, кои што мора да бидат таму, бидејќи беа окей. И само до тоа што гледам, ми беше многу тешко. Прво викам, среќа ковите, ќе носам маска цело време, нема да, никој ништо нема да примети, сите сме дома, ништо не се случува. Но после ствари се деси момент кај што не знам и како дојде до ситуација да излегов надвор, не знам која беше ситуација, и бев као, окей, чекај, јас сум окей. Не ми е проблем луѓе да ме видат без заби. Да, тешко е, пошто пази, тоа се случува на луѓе на 56 годишна возраст, не треба да се случи на 20 годишно дете. Ама на крај тоа е ситуација и ми беше тешко некои тие први моменти кога сватив дека чекај, ја ако останам вака цел живот ќе се кријам, цел живот ќе ги потиснам тие некои чувства, нема да можам да се искажам самиот. Бидејќи знаев дека ја ќе имам нови заби, ќе се најде начин, ама тој момент од вадење до земање, окей, ајде, нови ќе ставиме, треба да бидеш без заби. И тие беа некои моменти што мене највеќе ми помогнаа да ја се сеќам, дури бев окей, ја мора да постирам слика. Беше усетен кај што е спорт и многу природно доја самата слика, ама самото кликање на тоа е ќе ја постирам слика кај што ја се гледа дека сум без заби, мене ми помогна во други ситуации после тоа да бидам повеќе ранев. И не очекував луѓе стварно да, сега нормално да, луѓе кои видат на улица малце е чудно, ама самите разговори беше тотално погрешно мислење имав за тоа како луѓе ќе ме гледаат. Да. Тоа што кажа ти, кај што ќе се фокусираш, знаеш, можам јас да се фокусирам воопшто не ти ги приметам заби да го те гледам цело време во очи. И тие, ама тоа беше тоа баш кога го кажа ти, никош не сум не размислувал толку и ден денеска луѓе не ми знаат дека тоа, ама стварно многу ми влијаеше врз мене прво негативно, ама после тоа се направи да стварно позитивно влијае на самиот себе како јас се гледам. Да. И колку јас само можам да си дозволам да бидам ранлив. Бидејќи ако луѓе сум си дозволил самиот луѓе да ме видат од таква ситуација, што е нема ништо полошо од тоа, нели? Да, па и тоа е моментот, нели, во сите филмови најголемата
кога најголемата слабост ќе се претвори во сила или најголемиот страв се претвора во ранливост, тогаш се појавува најголемата сила. Во сите Марвел цртани, во се што сме одраснале, би рекол, стравот од лилјаци станува Бетмен, така? Стравот од пајаци или идентификацијата со пајак, тоа што се вкружувам, станува да можам да штитам и други. Знаеш, тоа е како противотров. Ако секоја вакцина, антителата што ги користи е мини доза на противотровот на тоа што штити. Како секој вирус, секој антибиотик е минималната доза на против одговорот на вирусот. И сета наша слабост е против одговор на се она со кој што треба да се соочиме, не само ние, туку и сите други кои што не окружуваат. Да, интересно е бидејќи до сега не сум го сорочил лака, но самиот разговор баш ми е мило што можеме на тој начин да зборуваме бидејќи тоа така. И убаво што имаме можност, ако ништо друго и во ноември да збориме за тоа бидејќи е важно. Имам приметено, знаеш, некој се случува работите кои што ние мислиме дека не би функционирали бидејќи најчесто логички е обратно да бидат така. Се тие работи кои што нас ни помагаат у најразлични ситуации. Да, не е логички ти да имаш кавги дома со девојка, вереница, жена, ама стои тоа најраки ти помогне да изградиш некој здрав однос. Не во секоја ситуација, знаеш, има моменти кај што ако си у конфликт цело време, нешто треба да се смени. Ама ако тоа ти помогне понатаму, тоа е доброто. Да. Не, мислам, ама не е тоа на прво кој што некој ќе ти го каже, има конфликтот е здрава работа. Бидејќи го доживуваш, тука го гледаш. Ми остана мислова кај, знаеш, затоа е убаво што се прават и трендови, бидејќи во секој тренд не можеме длабоко да навлеземе и да го разбереме. Знаеш, зошто се носат мустеки во ноември, што е новембар, што е поентата за цело тоа. И тоа го прифаќаме како тренд. И сосем окей. Дека не можеме во се да погледнеме длабоко, знаеш, како што јас не знам зошто се менува масло и филтри на колата, бидејќи некој човек што бил во таа професија или во тој занает, останал многу подолго време од мене во сето тоа. Знаеш, сега јас не знам, ама го земам трендот и го правам на 10.000 километри, менувам масло и филтри, ради што така треба. Така што, знаеш, тргнала поворкава од Роза Луксембург и не знам кои други беа во однос на протестите кои што биле и дошле до право на глас. Така што другиве само се приклучили и го следеле трендот и не е тоа лошо да следиш одреден тренд и да не разбираш зошто е, но да слушаш од тие што застанале, останале и се во тоа. Знаеш, бидејќи посветиле многу време поминале во тоа и сето тоа време поминато за апсорбирање на одредени работи. И позиционирање на мозокот и на духот, дека јас сум навикнал да го позиционирам мозокот да следам работи кои што се од психолошки аспект. Ради што знам дека прво од тоа го вадам левот, второ дека ми е склоно, трето дека ми е интересно и четврто дека можеби тоа е мојата мисија во тие години што ќе ги имам за живот тука. Знаеш, и другите работи ги правам трендовски, да, ги проверувам со мене. До тој момент сум стигнал, не дека сум го имал, никој го нема, по природа сите сме конформисти, но сум проверувал зошто е трендовски да се пие вода која што е од, не знам, флаширана, ради што техничкава вода не е исправна, ради што чешмовачата не е исправна и сето тоа е. Има и тие моменти, зашто од Сабајле е потребна сонце, прво нешто што треба да направиш да излезеш надвор на сонце, светлина. Да. Дали ја ќе навлезам да го истражам сето тоа, но
тешко веројатно, бидејќи едно го немам времето, друго немам експертизата и може само да се правам дека знам нешто, ама ако ти ми кажеш кој што си поминал години, си го учел тоа, знаеш како има истражување кој што ти си ги направил, што колеги ги направиле, ја ќе ти верувам тебе, бидејќи ти верувам дека во твојата област ти си, која се сакам да поставам прашање лично за мене што ми е потребно, затоа е например идам на терапија, кај психолог. Ја може да прашам пријател, можем и сам да размислам за што е тоа. Ама и можем и да имам и точно мислење сам на себе да си дадам или некој друг да ми даде кој што не е. Ама друго е кога ја ќе дојдам кај тебе, ќе ти кажам вака и вака, ти ќе ми кажеш. И тука се оние моменти кои што да луѓе кои што цел живот го работат тоа, луѓе кои што поминале низ сето тоа, ако тие така кажуваат, окей да се верува тој да се прави на секој, не знам, на секој 600 км менувам патики за трчање. И тоа е некој, знам дека може би окей ми се патикивам од кај да знам кога ќе се случи нешто кое што ќе ми направи ногата да се повреди. Толку ми и силата имив, знаеш, тие си имаат рок. И ја нема сега да, мислам, можам и повеќе и помалку, ама сега да кажам, тоа е она што е важно да кои луѓе ги следиме, од кои луѓе учиме и зошто е тоа така. Да. Епе тука и сликата на што ја формира машката единка за себе, знаеш. Таа тргна од идентификацијата, од раните слики. Дека раните слики на машки родител кој што ги носи работите на свој грб, на Сизиф кој што може да, знаеш, колку и да е метафора, на Сизиф кој што може да износи цела земја на грб. На божествени слики на сите богови што од стари митологии, Зевс, Посейдон, словенска митологија, до монотеистички религии, дека идентификацијата е таа, дека може уште да понесе, па политички фигури кои што носеле времиња на свој грб. Тука е стварно голема одговорноста, да, дека мора одредено време да го износи, да се износи на грб. Но не значи дека мора еден да го износи, знаеш, може да го износи и група, може да го износи и заедница, може да го износи и здружение, може да го износи и цело село, знаеш, така што во тој момент, тука јас мислам дека се ствара кај машката единка моментот на кој што е, каде што ја прави идентификацијата за себе, дека мора да поднеси, не може да подклекне, не може да се предаде, знаеш, моментот на предавништво, знаеш, дали јас се предавам, на што се предавам, знаеш, дали јас се предавам на славоста или на позицијата низ која што од која што не можам да преживеам, еве ти политички тоа можеш да го видиш, знаеш, ако јас речам, то тука можам, тоа не е предавство, бидејќи толку ми е силава. Арно, ако јас можам, за да ја задржам позицијава, ќе го наместам овој, или ќе му направам нове штета, тоаш јас сум се предал и самиот себе, и со самото тоа сум предал и други луѓе. Така што, моментот на повлекување кај машките субјекти или единки се смета за слабост, знаеш. Ради што некаде како црта на личност јас би издвоил некој империализам, знаеш, на освојување на територија. Значи, јас го имам моментот на истражување. Јас сакам да знам што има околу мене, знаеш, во обкружувањето. На работа денес свртев еден поголем круг за да видам што има таму кај пругата, ради што 3 години сум на тој работен објект и никогаш не знам што има таму. И мене ме интересира, сакам да го истражам просторот физички, да видам што има таму. Се носат одредени, но истото тоа може да биде и во делот на сега гледам
твојот таблет и сакам таблет лаптоп и ја сакам таков таблет лаптоп и додам кон освојување, знаеш. Ја гледам твојата капа и ја сакам таква капа и зависи кон што се стремиме да исчекоруваме, бидејќи тоа го позиционираме што свесно, што несвесно, нешто што не води. Но секогаш го правиме изборот, знаеш, која е мојава неограничена сфера. Многу е битно да видиме која е нашата неограничена сфера. Знаеш, дали тоа е Conquer, како игра на што беше, не знам, 2007-2008 беше популарна, не знам до кога траеше тоа со освојување кога што немаше крај, или е музиката, или е не знам, духовноста, која е неограничената сфера за еден маж, знаеш, или е бизнисот. Знаеш, јас го заборавам некогаш дека капиталот, создавањето на пари е многу добра мамка за една машка единка на неограничен потенцијал и на неограничена сфера. Арнова тоа прави огромни фрустрации, дека не можеш да не се споредуваш. Ако ми е тоа мерка, не можам да не се споредувам. Знаеш, ако се продуховувам, можам да не се споредувам, ради што јас го градам мојот вакуум простор, каналов, колку нерви ќе ми абсорбираат и вегетативниот систем ќе ми обработува и колку ќе останувам со одредени работи, колку ќе се испоснувам од одредени работи, колку ќе се истрошувам, колку ќе издржувам, и можам да не се споредувам. Сепак ќе се појави некое место на споредување, но нема да биде колку моментот да ако сакам да заработувам, знаеш. И тоа е сфера во која што стварно имаш големо трошење. Знаеш, трошиш од моментот каде што тргнуваш да ја трчаш тркава. Али што не знаеш од која точка си тргнал. Ти од која точка, знаеш, како вицот што беше како станав милионер, прво исчистив едно дрвце, го направив чепкалка за зави, поштено, после умре баба ми од Америка и ми остави 15 милиони, станав милионер. Така што, и тоа е некојаш точката од која што тргнувам и моментот на незадоволство, велики моментот на прифаќањето на незадоволство прави момент на задоволство. Како ја се справувам кога сум во незадоволство, на која врата тропам? Дали тропам на вратава од казиново, дали тропам на вратава од храмов, дали тропам на вратава од природава, дали тропам на вратава од другаров, дали тропам на вратава од некој стар дедо, на дедо ми брат, знаеш. Така што и тоа е момент, бидејќи мојот впечаток е дека имаме различни служби кои што се со затворена комуникација. Знаеш, ако до пред 25 години можеш да отидеш кај било кој пензионер и да му кажеш си имам мака, ова и ова ми се случува, не директно помогни ми, но слушни ме. Сега имам впечаток дека дури пензионерите сите сме зафатени на некој начин, ако го кажам прегрубо, со некој вид на егоцентризам, дека службите работат толку што можат, знаеш. Стварно секој не може да отиде на психотерапија, стварно секој не може да отиде во природа бидејќи е работно заангажиран или далеку му е веќе стигнавме до момент кај што ни е далеко природата, што е многу чудно, знаеш. Далеку ми е природата, далеку ми е водно. Тие се оние моменти кај што тоа што кажа ти многу е важно и нели тој прв чекор ќе се направи, ќе се има таа свесност и ќе се каже на глас, ќе се оно што зборувавме во последниот сат време, ќе се направи, ама кој ќе биде следниот чекор од после? На која врата, баш убаво го објасни, на која врата ќе се обидеме да влеземе, не знам. Дали ќе одиме кон некоја тие преска што ги зборавме, прекумерна исхрана, коцкање, трошење на се што имаш у себе, прекумерна физичка активност, пошто и тоа е многу честа појава за кој што треба повеќе да зборуваме. Да, физичка активност е супер, ама ќе преговориме некојаш ако претераме.
Или пак ќе имаме овие работи кои што на нас ги за некој е духовноста, за некој е одење во храм, во манастир, во црква, во џамија, што и да е. За некој пак ќе биде токму оној разговор со некој постар. Ослободување. Сите тие работи се потрага кон ослободување. Знаеш, во нордиските култури Валхалата да го убијат војнот во војна е ослободување. Знаеш, бидејќи се ослободува од тежината што ја носи. А по моје искуство, знаеш какво ослободување од кога ќе завршиш добра сесија и групна и индивидуална, значи имаш ослободување, извежбување, што викаш вежбање, умерено вежбање, и тоа е ослободување. Така што ние го бараме начинот на кој што се ослободуваме. И само би додал, преска го спомнати пред ова, за откажувањето. И некојаш признавање сами на себе, окей, ова јас не можам, ама Никола може. Никола види што е како, стварно не можам, немам сили, немам... Ние сме створени да живееме во заедница. Ние не сме создадени да живееме сами. Ние не сме создадени, окей, јас сум цел живот сам и... Ние сме создадени за да бидеме со некоја личност. Прво, нели, тој партнерски однос, а после тој во една заедница. Да. Ама ако ние не функционираме на начин кој што ќе се однесуваме така, ние може да бидеме заедница, ама правиме се сами. Некој, знаеш, и подобро е, барем, еве, според мене, подобро и да можам ја се сам да направам. Ај, ќе можеш да ми помогнеш? Не се обрекаш со AI? Не, тој момент, знаеш, и она струмичка од мене излезе. Ама ја и да можам сам да одам и да, не знам, цепам дрва. Да. Ке те викнам, Никола, можеш да дојдеш со мене? Побрага духот, знаеш, така. И ќе направи, ќе споделиме, јас секој што викам, една работа зашто сакав да бидам, да најдам партнер со кој што ќе живеам цел живот е, тоа што ќе имам можност да споделам се со таа личност. Мене, не знам, после некои убави, дали ја сега после снимали, или кога тренирам деца, сме имали утакмица, сме победиле. Друго е кога јас идам дома сам, друго е кога имам на некој на кој што можам да му кажам се што ми е у глава, колку само е убаво, возбудливо, као поминав. Нормално, и обратното, колку е само лошо, колку тешко е. Ама ако ние живееме како индивидуи, и не индивидуи во смисла, ние нормално сме индивидуи, ама ако живееме живот кој што е не индивидуалистички, и нема да им дозволиме на луѓето ни да побараме помош, ни па да гледаме за други да им помогнеме. И ние, устави, ја сакам да кажам на начин на кој што не живееме до нашиот целосен потенцијал. Да, бидејќи не можеме да го видиме, бидејќи не можеме да го поврзиме, бидејќи не можеме да го обединиме. Всушност и тоа е трансценденцијата, трансценденталноста на поврзаноста. Значи, во отсуство на таа личност, јас да го имам внатрешниот разговор. Бидејќи тоа продолжува. Знаеш, јас колку пати сум ми кажал на мојата вереница, само кратко ќе го кажам, дека јас и кога не е тука, таа разговарам со неа. Знаеш, не заради што знам што ќе ми рече, бидејќи јас имам потреба да споделам. И многу голема работа бркаат сите кои што прават обединувачки групи, од типот на од пилатес до јога, до фитнес, до кросфит, има се многу, стварно многу здруженија или групи кои што ги поврзуваат луѓето на некој неформален начин. Бидејќи формално се поврзани, дали во работни организации или во корпорации, но мора да има човекот повеќе групи на припадност за да се види. Јас и за дете секогаш тоа го препорачувам, знаеш, за да се види во друго светло, да може да се доближи до таа група, многу е битно да биде дел од друга група, за да собере од таму некои механизми, да се напред се да се види во друго светло и да се репозиционира. Тие моменти кои што ја можам да трчам сам, некојаш ми е многу поубаво да трчам сам, ама друго е чувството кога ќе истрчаме заедно како група.
Run Club, например. Да. Друго е чувството кога сите заедно ќе вежбаме. Ја можам утрата на ден да извежбам. Го добивам тоа физички што ми треба. Ама тоа во група која ќе го направам, добиваш поуште повеќе нешто од само. Тој саат и тоа на 2 у 1 добиваш. Не е само еден за еден. И размена и потврда. Да. И тие се некои моменти кои што мислам дека, знаеш, ако тие работи доста помагаат за оно што зборувавме, за да можеме и да зборуваме за тоа што ни се случува, за да можеме да направиме нешто со тоа, бидејќи кога споделуваме живот со некој, и му даваме на таа личност и дозвола и можност таа личност да зборува нашиот живот, да ни каже чекај, како си? Да. Што правиш? И да го формува, и да го моделира, бидејќи пластичен е животот и се моделира од ден во ден, од минута во минута и потоа и моќта, бидејќи ништо не е само такво како што ништо не е одредено. Се моделира. Преку сад време снимаме. Дали има нешто, завршувајќи, дали има нешто што би сакал да завршиме епизода? Ставање на акцент на машко ментално здравје, на некои од предизвиците со кои што ние како мажи се соочуваме. Нешто што можеби не кажавме до сега би требало да кажем. Битно е за машкото татковската фигура да уште од мали години само тоа сакам да потенцирам, да се дозволува да има израз. Знаеш, бидејќи исто тоа го пренесува во групата после тоа. Таа единка која што ќе излезе во општеството, во средината, со врсниците. И нема да биде туѓа. Знаеш, исто како што насилството е прифатена дисциплина, кај тој што го има видено добро насилството. Знаеш, јас на татковци, на родители им препорачувам дури да има борење со синовите, зошто за да го спознаат безбедниот начин на физичка сила, бидејќи ние имаме агресија, знаеш, различно ниво на хормони, естроген и тестостерон. Кај жените естроген за да раѓа, холестерон, значи има повеќе хормони кои што го припремаат телото за да раѓа, кај мажот го припремаат телото за да заштитува и за да износува. Но тие хормони треба, или таа агресија треба да се запознае првично во безбедната средина. Знаеш, борбата е, борењето, ствари, е многу битно во рана возраст, ради што се од старт се учат улогите, дека стварно таткото е посилен од детето, што како и да е, зборувам, кога возрастната разлика татко до 35, детето е 5 или 6 години, и дека стварно, ако претера, ќе биде онеспособен, знаеш, нема да биде тепан, но ќе биде онеспособен дека не можеш повеќе од ова, до тука ти е силата, бидејќи преку телото најдобро се спознава силата. Знаеш, ако рипнам јас од масава на земја, гледам дека можам да свиткам ногата, имам 3 минути, ама и го искусувам, и телото ме лимитира. И нема поправилно лимитирање, знаеш. Ако го сгрешам патот додека, евето денеска ми се случува тоа, додека се шетам или трчам низ планина, знам дека не можам да одам со глава во зид, туку морам да се вратам до безбедната патека, па да продолжам надолу. Да, тоа дефиниција за лудост, definition of insanity, правењето на една иста работа и очекување, како беше, doing, не ми текна се. Не се, ама правење на една иста работа, очекување различен резултат. Оној момент кај што ако се обидуваме една работа да правиме на ист начин, а очекуваме различни резултати, очекуваме да ни успее некош, има моменти кај што тоа ќе се деси. Не знам, ако се обидуваме да цепаме дрво, нормално исте начинот дека го цепаме дрво, не може малку повеќе сила или помалку, ама тоа е. Ама за повеќето да работиме, ако се обидуваме на еден ист начин, кај што викаш ти, по планина сме, веќе фаќаш дека ќе чекај се, не знам кај идам, и продолжуваш напред. Да. Нема да стигнеш далеко. И некојаш
и најлошата ситуација може да се деси. И да никој повеќе да не те најде. Бидејќи не си застанал, не си се вратил и разбрал, окей, чекај, окей, ова е, имам координати, имам вакво, продолжуваме од друга насока. Ама, да, фала ти многу за разговор, ја знам дека уживав. Само за крај би те прашал, што би ги прашал оние што не слушаат и што издржаа да не слушаат повеќе од саде. Како преминуваат низ работите? Да. И како остануваат? Оваа тишина некако ме потсеќа на моментот на останување и преминување. Бидејќи навикнавме да скипнуваме, што кажат младите, да прескокнуваме, мене тоа ми беше некако многу значајно и хайлайтс, најбитен момент од разговоров, знаеш, бидејќи не можам да скромам во животот некои работи, стварно не можам да ги скромам. Не можам да ги прескокнам. Морам да останам. Времево не учи дека можеме да ги скокнеме сите работи. Ради што ја имаме моќта на работата која што ни е цело време пред нас на телефонот да ги скокнуваме. Знаеш, го потерувам подкастов, да го слушам тоа што ме интересира. Но во животов не можам некои работи да ги скокнам.